председателя, почитувани колеги, почитувани пратеници, господине премиер. Прво ќе кажам дека предлогот за кандидат за локална самоуправа Ристо Пенов е директна негација на она што СДСМ и ЛДП го ветуваа во нивните изборни програми. ЛДП, унијата на жени на ЛДП, имаше дури и семинар, наречен 50%, каде што истакнаа дека ќе се залагаат и кај другите политички партии, а посебно кај нив, на сите клучни позиции да има 50% жени кандидати. СДСМ во нивната изборна програма исто така запиша дека секаде на сите позиции, особено во извршната власт, ќе се залага да има 50% жени кандидати, но како што гледаме само 4 од 21 член на владата на Република Македонија, само 4 се од понежниот пол, што е помалку од 20%. И мене навистина ми е нејасно зошто при една таква, би рекол, амбициозна женска организација која што има ЛДП, каде што председава господјата Билјана Аврамовска-Ѓореска, па и колешката Моника Зајкова, зошто некој од нив да не биде кандидат за министер за локална самоуправа, туку да биде господинот Ристо Пенов. Затоа што самиот предлог е во контрадикторност со она што тие тврдат дека е нивна историска заложба, нивна амбициозност, нивна партиска програма, нивна прогресивна идеја, но очигледно е кога имаат можност да предложат некого за избор, тие идеи остануваат само запишани на хартија, без да имаат реализација. Втората работа која што останува нејасна, веќе ако збориме за луѓе кои што имаат искуство во локалната самоуправа, е следниот момент. Може би господинот Ристо Пенов бил некогаш подобро запознаен со предизвиците на локалната самоуправа и проблемите со кои што се соочуваат општините и поголемите и тие кои што се помалку развиени, но има градоначалници во овој момент кои што се соочуваат со актуелните проблеми и знаат што е најсериозно потребно за локалната самоуправа да се развива. Таков градоначалник има и ЛДП, а тоа е градоначалникот Курто Дудуш од општина Шуто Ризари, и навистина е нејасно зошто ЛДП нема доверба во сопствениот градоначалник Курто Дудуш да биде предложен како министер за локална самоуправа, и со самото тоа, освен што доаѓа од ресорот на луѓе кои што ги познаваат проблемите во локалната самоуправа, ќе биде и представник на ромската заедница, што за жал во овој состав на владата не достига, иако премиерот тврди дека е тоа продолжение на приказната едно општество за сите, но очигледно е за некого повеќе, за некого помалку. Курто Дудуш како градоначалник веројатно не е пожелен ни во ЛДП, ни во владата да ги застапува интересите на локалната самоуправа. Следното што сметам дека треба да биде истакнато е самото експозе кратко кое што го имаше премиерот за предлог членот за локална самоуправа. Се согласувам со колегата Пренџов, 1-2 минути му посвети на кандидатот Ристо Пенов, а другото беше само пофалба на политиките на владата, кои што се далеко од стандардите да бидат пофалени. Имаме инфлација од 18,7%, додека инфлацијата во Европа е од прилика 8,5% во просек, што значи дека Македонија ја има една од највисоките инфлации во Европа, а убедливо највисока инфлација во регионот, и тоа покажува дека инфлацијата не е увезена, туку инфлацијата во голем дел е од домашен карактер заради неспособните слаби економски политики на оваа влада. Прогнозата за економски раст на Светската банка за Македонија за 2022 година е само 2,1% раст на бруто домашниот производ, додека полоши прогнози имаат само Белорусија, Русија и Украина, земји кои што се директно или индиректно вклучени во војна, и гледаме дека тоа го покажува и самиот карактер на оваа влада која што нема добри економски политики, и тука нема ништо да смени, најмалку Ристо Пенов, цела влада сметам дека е во голем дел
некадарна за да одговори на овие предизвици во ваква економска криза. Падањето на животниот стандард станува тешко секојдневие за граѓаните. Изминатите години дена околу 8.000 фирми, особено помали предпријатија или мали и средни предпријатија, ставија куч на врата, и тоа сметам дека е најголемиот демант, за жал и трагичен демант, за економските политики на оваа влада, кои што премиерот сам си ги оценува како поволни и успешни, но сметам дека во регионот се едни од најнеуспешните. И на крајот, она што е најголем хендикеп на премиерот Ковачевски е што самиот тој никогаш не добил лично ниту еден глас на избори од граѓаните. И премиер и политичар кој што не добил глас на избори од граѓаните, многу е тешко да предлага на собранието кој треба или кој не треба да биде избран. И затоа мојата препорака и до премиерот, и до господинот Ристо Пенов, и до целата влада е да се охрабрат и да им овозможат на граѓаните да изберат премиер, да изберат министер за локална самоуправа, да изберат подобар министер за економија, за здравство и за што и да е друго, луѓе на кои што ќе им веруваат дека можат подобро да ја водат државата и да остварат подобри економски резултати. Бидејќи очигледно е дека овој тим остварува само неуспеси. Благодарам многу. Sanela Escolher Cafialho.